Добре дојдовте. Денес се нурнуваме во еден сосема поинаков свет. Светот на тивкиот јазик. Ке го разгледаме првото поглавје од дефинитивниот водич за говорот на телото и ке се обидеме да ги откриеме сите тие скриени разговори што се случуваат насекаде околу нас, буквално цело време. Сите ние постојано комуницираме, нели? Но ајде да застанеме за момент и да се запрашаме. Што навистина велат луѓето? Затоа што, како што ќе видиме, изговорените зборови, тие се само врвот на ледениот брег. Значи, еве што не чека денес. Ќе почнеме со тоа како се започнало, со корените на невербалната комуникација. Потоа ќе видиме која е вистинската моќ на една порака. Ќе зборуваме и за таа фамозна женска интуиција и што вели науката за неа. Ќе научиме 3 златни правила за толкување и на крај ќе го одговориме прашањето што сите го поставуваат. Може ли сето ова да се одглуми? Ајде да почнеме. Добро, ајде да навлеземе во првата тема. Повеќе од зборови. Важно е да сватиме дека говорот на телото не е некаков модерен изум. Всушност тој е нашиот оригинален првобитен начин на комуникација. Замислете го ова. Долго пред да постојат зборови, реченици, граматика, луѓето морале некако да комуницираат. Како? Па токму преку говорот на телото. Таа способност да се прочита некој друг, да се разберат неговите намери, само од гестовите и ставот, тоа е вештина што ја имаме од самиот почеток. Говорот, тоа е релативно нов играч во нашиот комуникацијски тим. И еве, оваа временска линија го става сето тоа во перспектива. Погледнете ги бројките. Говорот почнува да се развива пред околу 2 милиони години, а е во голема мера формиран пред половина милион години. Но говорот на телото, тој е со нас од секогаш. И што е најинтересно од се, и покрај тоа што е толку древен, ние сериозно сме почнале да го проучуваме дури во 60-тите. Неверојатно, нели? Сега да преминеме на нешто што можеби ќе ви изненади. Вистинската моќ на пораката. Кога некој ни зборува, колкав дел од тоа што го разбираме, доаѓа од самите зборови. Подгответе се затоа што одговорот можеби не е тој што го очекувате. 55%. Само запаметете го овој број. 55. Тоа е најголемиот дел од влијанието што една порака го има. Но 55% од што? Ајде да ја видиме целата слика. И еве го одговорот, благодарение на едно револуционерно истражување на Алберт Мехрабијан. Погледнете го ова. Од вкупното влијание на пораката, самите зборови се само 7%. Тоа е се. 38% доаѓаат од тонот на гласот, како нешто е кажано, а останатите, огромни 55%, тоа е говорот на телото. Значи, кога сакаме да пренесеме чувства, ставови, емоции, она што го правиме со телото е многу поважно од зборовите што ги изговараме. И ова не носи до клучната вештина. Да се има мок на наблюдување не значи само да се слуша. Не. Тоа значи да се забележат тие моменти кога зборовите велат едно, а телото вриска нешто сосема друго. Токму во таа противречност, во тој јаз, токму таму најчесто лежи вистината. Добро, ова совршено не воведува во третата тема. Вродена женска интуиција. Сите сме слушнале за ова, нели? Често се доживува како нешто мистично, речисти магично. Но што ако не е магија, што ако е наука? Според изворот, се работи за високо развиена вештина за читање токму на овие невербални сигнали. И еве како изворот ја објаснува. Тоа е вродена способност да се препознаат и дешифрираат невербални сигнали, плюс остро око за ситните детали. А зошто? Па се поврзува со еволуцијата. Жените, како примарни негуватели, морале да научат да комуницират со бебиња кои, се разбира, не зборуваат. Морале да ги разбираат нивните потреби само преку невербални сигнали. И таа постојана пракса, таа го изострува умот за забележување работи што другите можеби ги пропуштаат. И сега, ако имало некаков сомнеш, еве го и научниот доказ. Ова е навистина фасцинантно. Скенирања на мозокот со магнетна резонанца покажуваат дека кога жените проценуваат ничие однесување, во нивниот мозок се активираат од 14 до 16 различни региони. Кај мажите, таа бројка е од 4 до 6. Значи, не зборуваме за мала разлика. Буквално, повеќе делови од мозокот се вклучени во обработката на овие информации. Ова е невролошката основа за таа засилена способност.
Добро, досега зборувавме за што и зошто. Сега е време за како. Ова е можеби најпрактичниот дел. За да не скокаме до погрешни заклучоци, постојат 3 златни правила за толкување на говорот на телото. Замислете ги како ваш личен алатник. И еве ги правилата. Прво, толкувајте ги гестови во групи. Никогаш, ама баш никогаш, еден гест сам по себе. Второ, барајте складност. Дали зборовите и телото ја раскажуваат истата приказна? И трето, клучното правило, секогаш земете го предвид контекстот. Без контекст се може да биде погрешно протолкувано. Ајде да го разгледаме првото правило малку подлабоко. Аналогијата е совршена. Еден жест е како еден збор. А еден збор може да значи многу работи, нели? Да го земеме примерот со чешањето по глава. Што може да значи? Па може да значи дека некој има првот, или дека е несигурен, можеби се обидува да се сети на нешто, или пак лаже. Како ќе знаеме? Па така што ќе ја погледнеме целата реченица од гестови. Дали избегнува контакт со уче, дали се поти, само кога ќе ги споиме сите делови, добиваме појасна слика. Сега, правило број 2. Барајте складност. Ова е класичен пример. Замислете некој што стои пред вас и ви вели: Да, апсолутно сум отворен за нови идеи, но во исто време рацете му се цврсто прекрстени преку градите, брадата му е спуштена, телото му е затворено. На што ќе верувате повеќе? На зборовите или на она што телото го вриска? Кога има ваков конфликт, телото речиси секогаш ја кажува вистината. Ова е чиста нескладност. И конечно, третото правило, кое можеби е и најважно, контекстот. Се зависи од контекстот. Погледнете го овој човек. Прекрстени раце. Дали е одбрамбен, луд, затворен? Можеби. Но што ако е ладен зимски ден и тој само чека автобусна постојка? Тогаш најверојатно само му е ладно. Видете? Истиот гест, но сосема различен контекст и сосема различно значење. Затоа секогаш мора да се прашаме што се случува околу оваа личност. И сето ова не носи до прашањето од $1.000.000. Добро, ако ги знаеме сите овие работи, можеме ли едноставно да ги одглумиме? Можеме ли да го излажеме системот? Ајде да видиме што вели изворот за тоа. Краткиот одговор е генерално не. Зошто? Па работата е во ова. Можеби некој ќе успе да одглуми неколку големи, очигледни гестови. Например, да ги држи дланките отворени за да изгледа искрено. Но проблемот е што, додека свесно го контролира тоа, неговото тело несвесно испраќа цела серија ситни, неконтролирани сигнали, така наречени микросигнали. И токму тие ја побиваат целата представа. И ова не враќа на идејата за интуицијата. Кога зборовите и говорот на телото на една личност се во конфликт, жените имаат тенденција да го игнорираат она што е кажано. Ова е затоа што инстинктивно чувствуваме кога нешто не е во ред. Нашиот мозок е програмиран да верува на невербалните сигнали, затоа што тие се многу потешки за одглумување. А какви се тие микросигнали за кои зборуваме? Ева неколку примери на работи кои се речиси невозможно да се контролираат свесно. Стеснување на зениците, благо подигање на само едната веѓа, ситно, речиси незабележливо грчење во аголот на устата, потење кога не е топло или нагло зголемување на стапката на трепкање. Ова се ситните пукнатини во фасадата, деталите што ги откриваат вистинските чувства, колку и да се обидва некој да ги скрие. И со тоа го заокружуваме овој вовед во светот на тивкиот јазик. Она што го видовме е дека говорот на телото е древен, неверојатно мокен и честопати многу поискрен од зборовите. И сега, прашањето за крај не е за мене, туку за секој од нас. Сега, кога ги знаеме овие основи, кои тивки разговори, кои досега биле сосема невидливи, ќе почнеме да ги забележаме насекаде околу нас?